Македонија има народ што знае да сонува, но и да се бори. Со силни пореки премиерот Христијан Мицкоски денес заедно со делчевчани одбележаа 149 годишнината од Разловечкото востание. Тој посочи дека иако државата ја напаѓаат закани за заборов, иселување, корупција, напади врз националниот македонски идентитет, тие како влада се сепак срекни што народот е со нив, бидејќи како што посочи нивната борба е да ја сочуваат татковината. Тоа беа нашите предци, нашите борци од Разловечкото востание. Тие не чекаа светот да ги ослободи. Не чекаа дозвола да сонуваат слобода. Тие кренаа главата високо, иако знаеа дека против себе го имаат најсилниот тогашен систем. Но посилно од се беше нивната љубов кон Македонија. Подобро еден ден слободен отколку целиот живот во робство. Така говореше народот, а тие тоа го живееа. Разловечкото востание можеби беше задучено со меч и оган, но неговиот пламен никогаш не згасна. Тој пламен премина во срцата на елиденците, премина во душата на македонскиот народ, иако првиот вик на националното будење беше токму тоа востание. Ако не ние, кој? Ако не сега, кога? Тоа не беше само прашање, туку завет што го оставија на сите нас. Мицкоски во своето обраќање пред делчевчани рече дека денот има големо значење за државата, бидејќи тогашните борци не само што загинаа за Македонија, туку и оставија голем траг во историјата. Нека не го мериме востанието само по време траењето или резултатот, туку по храброста што ја запалија, по пораката што ја испрати. Македонија има народ што знае да сонува, но и да се бори. Денес ние живееме во слободна држава. Но таа слобода не се роди од ништо. Таа се роди од крвта, од страдањето, од пожртвуваноста на луѓе како Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски, кои знаеа дека Македонија вреди. Еден од учесниците напише: ние знаевме дека не ќе победиме веднаш, но требаше некој да ја отвори портата кон слободата и отворивме со срце и со душа. Денес не држат можеби во синџири на робство, но не напаѓаат други закани. Заборав, разединетост, иселување, корупција и она кое што најмногу боли, напади врз националниот македонски идентитет. Инаку Разловечкото востание на македонскиот народ против Османлиската империја од 1876 година во Источна Македонија со центар во селото Разловци.